Ќе има или ќе нема предвремени парламентарни избори? Кого нема топ да го бие при реконструкција на владата? Дали финансиите висат на тено конеци, најмало занишување може да ги скине? Кој ќе го финансира Чебрени галиште и дали овде може би има економска дипломатија? Дали вториот пензиски столб ќе го спаси првиот, односно државниот пиом? За сите дилеми и за прашања кои произлегува од досегашните епизоди, одговор дава премиерот Христијан Мицкоски. Затоа гледај Каде се парите со мене Горан Теменугов. Да, како што можевте да видите од најавата, гостин е премиерот Христијан Мицкоски. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Да, како што најавив, ќе зборуваме за многу теми, пред се економија централно ќе биде, малци политика ќе опфатиме, нели, воредни парламентарни избори, реконструкција на влада, но се надевам дека тоа брзо ќе го поминеме и ќе дојдеме на чисто економскиот дел и у суштина ние финишираме поточно оваа четврта сезона и се надевам дека го постигнавме знам дека го постигнавме она што го имаме за цел, да отвараме теми од јавен интерес, да анализираме што се случува во економијата и на крајот да имаме институционални одговори на се она што произлегува како дилема, како проблем, како предизвик во македонската, но и регионалната и светската економија. Така што еве, сега оваа емисија ќе имаме институционален одговор од страна на премиерот, но на последната епизода од оваа серија ќе биде разгледување на ребалансот на буџетот за 2026 година и уште сега да најавам ќе биде министерката за финансии со која ќе се ги разгледуваме сите детали во ребалансираниот буџет, како што го доликува и некако чудно испаѓа секој крај на сезона да биде со неизеве 3 сезони ќе завршувам со министерката за финансии, но добро, ова е економски подкаст, да не должам многу, значи одиме со она што е најактуелно деновиве во јавноста, иако внимателно ги следам вашите изјави. Вчера, значи зборувам во понеделникот, имавте изјава дека парламентарни избори би имало само ако би опозицијата вас ве натера во некаков услов да има предвремени парламентарни избори. Ајде, кратко и јасно, премиерот има или нема да има предвремени парламентарни избори во 2027 година? Ние немаме таков план, имаме таква намера. Јас кога велам дека втората половина од мандатот секоја политичка партија и секоја влада треба да е подготвена доколку биде предизвикана од страна на опозицијата да одговори на тој предизвик. И во таа насока се сите мои изјави. Инаку нашата замисла, нашата цел и амбиција е да го истераме мандатот овие 4 години, бидејќи ние сме го добиле тој мандатот од граѓаните. И на крајот од денот би било несериозно и политички неодговорно ако ние сега во јуни-јули правиме реконструкција, а веќе во јануари имаме техничка влада. Но мораме да бидеме подготвени, затоа што опозицијата еден период се сеќавате се засили, велеа дека се консолидирани, дека им се приклучуваат голем број интелектуалци, млади и така натаму, и дека се подготвени да одат на предвремени парламентарни избори. Јас тоа го почувствував како фрлена ракавица и во рамките на тоа ние како ВМРО ДПМН мораме да бидеме секогаш подготвени да одговориме. Да, но од друга страна, реално не може да ве предизвикаат. Зошто не може да ве предизвикаат? И сега тука доаѓаме до вие може да се почувствувате, не предизвика сега заради ово и она да одиме на предвремени парламентарни избори, но реалноста кажува, имате солидно мнозинство, сериозно, ви фалат неколку пратеница да имате пратеника за да имате апсолутно мнозинство, немате бадинтер и не можете дел од законите да ги носите со голем бадинтер, треба да преговарате со другите партии што се во собранието, но генерално вие можете да функционирате многу солидно со носење на закони во собранието и со новиот деловник во собранието не постои можност да биде блокирана државата, односно функционирањето на институциите, односно се може да се функционира. Значи во суштина, кога оној момент како да ве предизвикат, кога нема реална опасност да ве предизвикаат за предвремени парламентарни избори? Ние имаме искуство со СДСМ од минатото. Се сеќавате во 2015 година, кога за мене е направен најголемиот пуч во македонската политика, а тоа е кога започна Зоран Заев и СДСМ под брендот Вистината за Македонија да објавува снимени разговори
приватни, па и друг тип на разговори. Во тој период тие континуирано зборуваа за предвремени парламентарни избори, а секогаш кога добиваа предвремени парламентарни избори, има спремена стратегија и бараа начин да воопшто не отидат на тие предвремени парламентарни избори, па едва и се наканија таму декември месец 2016 да отидат и тие ги изгубија. Тоа што потоа следеше е сосема нешто друго кое што не би го коментирал. Така и сега, во одреден период опозицијата сметаше дека е консолидирана, испраќаше пораки во јавноста, ние ги препознавме тие пораки како сигнал и ние повторно ќе кажам како политичка партија сме фокусирани исклучиво да испорачаме тоа што граѓаните го бараат од нас. И ние во таа насока и работиме и ќе продолжиме да работиме. Така што ние се подготвуваме да си го истераме мандатот сите 4 години, но повторно ќе кажам, политичка порака не значи дека тие треба да имаат парламентарно мнозинство па да падне владата. Политичка порака е и онаа која што на пресконференциите, колку и да се тие маргинални во моментов како опозиција, тие се сепак опозиција и ја испраќаат и ние ја препознаваме и како таква ние мораме да ја анализираме и да одговориме на тоа. Така што на сите овие состојби во кои што се наоѓаме сега, се состојби во кои што ние ќе мораме да одговориме доколку сме предизвикани. Јас тоа сум го кажал многу пати до сега. Инаку, ајде да симулираме што не чека. Ако немаме, да речеме, и ако го истераме мандатот до крај, тоа ќе биде пролета, да речеме, 2028 година. Тоа значи дека негде крајот на 27-та или јануари 28-та ќе имаме техничка влада. Изборите ќе бидат некаде април месец, првата или втората половина на април. Потоа уште 2 месеци формирање на влада, значи некаде ќе дојдеме до отприлика средината на јуни, или да бидам попрецизен, пред почетокот на летото 28 година. Ќе почне летото, доаѓа есента, веќе есента ќе почнеме тивко да се подготвуваме за претседателските избори кои што следат пролета 29. Почетокот на 29 ќе биде предкампања и кампања за претседателските 29. Ке завршат претседателските 29, ќе дојде летото 29 и веќе со летото почнува предкампањата за локалните избори. Ке бидеме во циклус избор. Ние ќе имаме 2 годишен циклус на избори. Од почетокот на 28 година до, би рекол, крајот на 29 година. Така што мораме да ги анализираме сите предизвици кои што се пред нас. Ние сме сериозна влада, јас сум сериозен човек и секогаш кога ги анализирам работите, во принцип барам решение за тие работи. Така што еве да заклучам, јас само како тизирам, само се обидувам да гласно размислувам. Ние како политичка партија и како влада сме определени да си го истераме мандатот. Крајот на мандатот на оваа влада подразбира еден циклус од, би рекол, 2 години, потоа континуирани избори. Доброто е што овој пат ќе биде за последен пат техничката влада со ограничени капацитети и простор за маневар, но исто така подготвени сме доколку опозицијата фрли ракавица за предвремени избори да одговориме на тоа. Така. Имам тука и подпрашање, ама сакам да завршам со политика, не е целта на овој подкаст политика. Например, ве прашал дали би се кандидирале вие за претседател на државата, бидејќи Тоа сигурно не. Да, добро, бидејќи ќе се повлекувате во 29-та, како што рековте, нема да бидете веќе од претседател на ВМРО-ДПМН, јас не се повлекувам. Така. Едноставно, согласно статутот на партијата, ова е мојот последен мандат. Така не се повлекувате, току ви завршува функцијата и ќе треба да има нов лидер, значи да бидам прецизен, што би рекле вие математички прецизен. Океј, одиме на втората политичка, условно речено политичка тема, да сублимираме првото прашање, предвремени парламентарни избори нема да има, значи бизнис заедницата треба да биде мирна и да си работи, да не биде во грч. Сега политиката е чудна појава во Македонија, но генерално да бидат мирни во 2027. Сега доаѓаме до реконструкцијата, ја очекувавме веќе да заврши, но ќе почне за неколку дена, значи од петок почнува разговорите. Да ве прашам кого ќе реконструирате од ВМРО-ДПМН, нема да ми одговорите, бидејќи веројатно ќе речете сите добро работат, но ајде, имате ли некого што ќе го реконструирате да го кажете овде? Мојот фокус, Горан, е посветен на други нешта во периодов. Се разбира дека ги гледам
ни своја лична оптика работите како се развиваат и се разбира дека има мислење за работата на многумина кои што добија чест да управуваат одреден ресор или институција. Но тоа ќе го задржам до моментот додека не почнеме официјално да разговараме со нашите коалициони партнери. А може ли, ајде, јас да прочитам некои што мислам дека топ не ги бие, односно нема да бидат реконструирани, дека се сигурни, она што би се рекло во жаргон, кец во кец дека остануваат на позициите. Еве, на пример, ја гледам составот на владата, според мене топ не го бие Александар Николовски, министер за транспорт и врски, вице-премиер. Дали добро перцепирам дека ќе остане во владата? Тоа е првото прашање, па после гледам тука неколку се, доаѓам до Гордана Димитриевска Кочевска, дека исто така е во кец, па скролам понатаму вака во владата. Азир Алиу не е од вашата партија коалиционен партнер, јас верувам дека ќе се најде место во новата реконструирана влада и топ не ги бие Златко Перински и Стефан Андоновски. Стефан Андоновски има исклучително добри резултати, според мене и според многумина, и тука би го завршил јас списокот на луѓе што се сигурни дека остануваат во новата влада. Мислам во реконструирата, не во новата влада. Како што веќе кажав, јас имам свое мислење за сите членови на владата, но и други именувани лица кои што добијат чест да управуваат одредени институции, тоа во овој момент би го задржал за себе. Значи нема да ми откриете дали се овие сигурни, а другите дали да. Океј, нема да инсистирам на одговори, туку сега одвлегуваме во онаа што е централното на овој подкаст, тоа е економијата. Гледаме дека ви се случија кризи, ви се случи сериозна криза енергетска. Ги гледам јас бројките за извршување на буџетот и може да се извлече дека финансиите како да се на тено конец и најмало што се вика ветренце може да се заниша, да се дооптегне и да се скинат. Дали е таква, ова е моја перцепција врз основа на некои бројки, дали вие како човек од внатре што ги секојдневно ги гледа бројките, делите вакво мислење дека финансиите ни се малце растегнати, односно висат на тено конец? Не, напротив, јас председател на владата и на деневна основа комуницирам со институциите кои што се задолжени да го полнат буџетот, вклучително се разбира и Министерката за финанси. Имам јасен преглед што се случува, како се случува и во каква состојба сме и каква состојба требаше да исправаме, што ја наследивме пред 2 години кога бевме избрани како влада. Така што апсолутно сите да бидат спокојни, буџетот се полни во динамиката која што е предвидена, буџетот ќе се наполни во динамиката која што е предвидена. Во овие 2 години вративме и обезбедивме ликвидност од отприлика 4,6 милиарди евра, нешто презапишавме, нешто вративме. Нетирано долгот е намален, кој ќе се гледа како процент од бруто домашниот производ. Така што имавме навистина многу предизвици, имајќи предвид сите тие предизвици, вклучително и би рекол најголемата енергетска криза во поновата историја на човештвото. Сигурен сум дека навистина успешно се справивме со сето тоа. Да, но бројките, сега ќе навлеземе во бројките, она што е централно на овој подкаст, која ќе го видиме извршувањето на буџетот. Морам само да напоменам за сите што не следат, дека јас оперирам со бројки кои што се достапни на Министерството за финанси, последните што се објавени на фискалниот бројаc се од 12.6, значи, и исто така со извршување на буџет за првите 4 месеца, односно заклучно со април. Значи јас немам понови податоци, бидејќи тоа е согласно календарот, на крајот од јуни се извршувањето за буџет се објавува за мај. Овде гледаме дека во сите сфери имаме 3% поени минус, односно помалце прибирање на давачките, односно на сите приходи во буџетот, додека расходите си одат дури малце и забрзано во однос на тоа што е планирано за годинава, значи тоа сепак не се бројките толку добри во овој момент како што ги гледаме, бидејќи 3% поени се под планираното за 2026, а расходите на пример се 2% над она идеално што би требало, некаде разликата е 6% поени помеѓу расходи и приходи. Сега ќе ви дадам одговор кој што на бројките кои што вие не ги гледате на тој бројач. Заклучно со 15 јуни реализацијата на буџетот е отприлика 43,9%.
бидејќи на 15 се исплаќаат сите оние персонални даноци, сите оние пријави кои што се однесуваат на платите и така натаму, а на 25 се исплаќа ДДВ-то. Тоа е прво. Второ, таму не го гледате нетираниот солидарен данок од отприлика 1,5 милиарда и пол 2 кој што ние го нетиравме со компаниите, односно после одлуката на Уставниот суд ние го вративме. Кога ќе го додадете нетираниот солидарен данок, ќе дојдеме со бројка над 44%. Во следното полугодие од годината, тоа се 7-миот и 10-тиот месец, ние ќе го наплатиме тромесечниот данок на додадена вредност, додека во првото полугодие од годината само во април го наплаќаме, значи еднаш, а сега ќе го наплатиме 2 пати. И конечно доаѓаме до декември. Во декември најчесто се исплаќаат сите даноци, бонуси, дивиденди и така натаму. И тогаш по правило собирањето на даноци на крајот на годината е практично најголем. Така што апсолутно мене оваа состојба не ме загрижува, туку напротив е многу подобра отколку што беше годините нанасад. Хистеријата која што ја рефлектираат во јавноста одредени аналитичари блиску до СДСМ, па и некои политичари кои што ја доведоа Македонија во оваа состојба, кои што порано има допирна точка со економијата и финансиите, мене не ме загрижуваат, туку ме охрабруваат, затоа што таа хистерија е соодветна на луѓе кои што апсолутно го изгубиле тлото под нозете, се во паника и гледаат дека и покрај сите кризи ние успеавме како држава, без да очајуваме, без да држиме панични пресконференции, како што тоа беше впрочем случај во соседството, да се справиме на еден мирен начин, да обезбедиме стабилно снабдување на граѓаните и на бизнисот со нафта и нафтени деривати, да успееме да обезбедиме стабилно снабдување и за граѓаните на соседните држави и конечно да дојдам до мојата поента, имајќи го предвид сето она кое што го превземавме, на почетокот намалено ДДВ, потоа намалена акциза, и да ги имаме овие наплати кои што вие ги цитирате, тоа е навистина голем успех. Така. Но еве данокот на додадена вредност, ДДВ-то, на пример е 3% поени. Повторно напоменувам, ова ми се податоци од април, значи ја ги немам мајските и првата половина од јуни, и повторно тука доаѓаме до тие фамозни 3% поени под планираното. Значи генерално, а така се движат исто така данокот на добивка, тоа се показатели дека сепак некоја наплата не оди најдобро во системот. Некаде... Не е така. Во април беа мерките со намалено ДДВ за бензините и за дизел горивото. Да, почна во март и во трае до април. Тоа е прво. Второ, се нетира солидарниот данок преку пребивање со ДДВ плаќање и персонален данок. Така што затоа и настасува тие 1,5 милиарди и пол 2 кои што ние моравме да ги вратиме поради политиките на претходната влада. Така што сите овие податоци не само што се апсолутно позитивни, туку сите овие податоци се, како да кажам, една состојба во која што одамна ние во првата половина од годината не сме биле како држава. Кога зборувам одамна, мислам од короната наваму. Пред короната состојбата беше поинаква. После короната ние за жал не успеавме и покрај нивото високо на инфлацијата како што беше 2022 година да се вратиме на таа состојба од пред короната. И уште еден параметар. Ние во јуни месец 2024 година наследивме буџетски дефицит од преку 4,5%. Ние сега се обидуваме да се доближиме до бројката од 3,5% буџетски дефицит. Да, отварате веднаш темата што ме интересира, но првин буџетскиот дефицит да завршиме со реализирањето на буџетот е многу високо, над 65% во првите 3 месеци, значи околу 70% за првите 4 месеци. Тоа е веќе покриен. Колку ќе биде оваа година буџетскиот дефицит, колку го проектирате со ребалансот, мислам дека влезе во владина процедура. Колку ќе биде буџетскиот дефицит? 4% ќе биде буџетскиот дефицит оваа година. На крајот од годината, јас сум оптимист дека може да дојдеме и до 3,7-3,8. Буџетскиот дефицит на почетокот на годината е голем поради трансферите и плаќањата што ги имавме од Министерството за транспорт кон компанијата Бехтел Јенка за реализација на коридорите. Од 1 јуни тие коридори се враќаат онаму каде што им е местото, во јавното претпријатие за државни патишта. Нама тоа е технички, само не е технички. Техничко префрлање, бидејќи пак од буџетот ќе се одлеваат парите. Ние тој проект сега го финансираме со заем од комерцијалните банки. Ние зедовме заем, синдикат формира македонските банки
и земавме заем, односно јавното претпријатие со државна гаранција зема заем и преку тој заем ние ќе затвориме фискалната 2026 година. Кога финансирате проект преку ЈПДП, тоа велиме ние под цртата оди, односно не влегува во јавниот долг, не влегува во дефицитот, влегува во јавниот долг, но не влегува во дефицитот. Кога финансирате преку Министерството за транспорт и кога финансирате со тековна ликвидност на буџетот, тогаш влегува во буџетскиот дефицит. Да, тоа го јасно ние што ја следиме економијата, но сега тие ќе се извадат од буџетскиот дефицит, а буџетскиот дефицит ќе остане 650 милиона евра, ќе го намалите ли со ребалансот буџетскиот дефицит? Не, ќе остане ист. Не можеме да го намалиме, може само да се зголеми, бидејќи тој беше предвиден да биде на 3,5%. Сега ММФ ни го нивелираше номиналниот бруто домашен производ, бидејќи во првиот квартал номиналниот бруто домашен производ порасна за 8,3%. Практично тој кој што ние го форкастиравме за до крајот на годината ќе биде поголем. Што значи дека тие 650 милиона буџетски дефицит, односно 40 милиарди, кај поголемиот номинален бруто домашен производ ќе имаат помал процент од тој кој што го предвидовме на почетокот од годината. Но сега имаме една друга работа. Ова кога ќе се зголемува буџетскиот дефицит, сме тргнале 200 милиона, 200 и нешто веројатно Бехтел и Јенка, покажува дека нема да има кратење со ребалансот на буџетот, односно нема да има големи кратења на расходната страна. Ние не очекуваме да има големи кратења на расходната страна, напротив, ние мора да имаме благо зголемување. Зошто? Затоа што имаме капитални проекти други кои што се во реализација. Тоа се од програмата АА, ние кои што тоа се општините кои што полека, но сигурно ние први два тендери, но и другите проекти од други програми на владата ги завршуваат. Така што ние оваа година очекуваме сето она што го почнавме да го дозавршиме и на крајот од денот сето ова влегува позитивно во бруто домашниот производ, освен проектот Бехтел и Јенка кој што нас не лажеа дека, односно македонската јавност ја лажеа дека ќе учествува позитивно. И сега не учествува? Не учествува. Како се дава 200 милиона годишно, 300 милиона годишно? 200-250 милиона долари. Но ние, замислете, увезуваме услуги. И практично на $1 вложен, нас не се враќаат 0,7-0,8 долари во македонската економија. Нето загуба имаме сушто. Затоа што увезуваме услуги. Тоа е најголемиот проблем. Затоа што све што се вградува е или увезено, или увезуваме услуги од други земји. Опа. Добро. Бехтел Јенка ќе биде последниот дел од овој, мислам, дел од подкастот. Но ние мораме да го завршиме од други причини, затоа што веќе се потрошени половина милиарда, ние не можеме ќе се оди до крај. Така и ќе зборуваме малце за економското влијание, вие го спомнавте, но тука е време за првата пауза, ќе влеземе со исто така голем проект што се најавува, многу ме интересира како ќе се финансира, дали е донесена одлуката, тоа е Чебрен и Галиште, и порано секогаш кога ќе беше проектот актуелен, знаевме дека ќе има избори, но на почетокот од подкастот кажавте дека нема да има во 27, односно не планирате, така што ќе биде интересно да видиме како ќе се реализира Чебрен и Галишти, дали е донесена одлуката и дали ќе биде буџетско финансирање, кредитно финансирање или што како, но тоа во вториот дел, односно во втората третина, време е за првата пауза за нашите пријатели на подкастот. Се враќаме веднаш после паузата. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус. Лимон. Кејкап. Ке сакаш уште. Витаминка.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. ЕВН. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот. Гостин премиерот Христијан Мицкоски. Зборувавме малце за политика, за реконструкција на владата. Најважното, онаа што е како порака е дека најверојатно, со најголеми изгледи е дека нема да има предвремени парламентарни избори 2027 и она што е важно за бизнис заедницата да си планираат како ќе се движат до крајот на оваа година и на почетокот на наредната година, бидејќи ќе имаат релативно мирен и предвидлив период, што е многу важно и што мислам дека оваа влада барем во тој дел го исполни очекувањата на бизнис заедницата. Завршивме со Бехтел и Енка и со тоа што го кажавте дека имаме у суштина на секој вложен долар, загуба од $0,2, значи не ни враќа во економијата, во бруто домашниот производ, но најавивте еден многу важен проект Чебрени галиште. Ајде први многу важно, донесовте ли одлука дали ќе биде државен проект, дали ќе го гради државата и ако е донесено како ќе се финансира? Тоа за почеток да ве прашам. Да, благодарам на прашањето. Одлуката каква е иднината на овој проект зависи токму од тоа како ќе се финансира. Раководството на ЕСМ и Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство се обидува да формира меѓународен синдикат, односно синдициран заем од неколку реномирани меѓународни финансиски институции. До сега информациите со кои што располагам, тие обиди се успешни. Се уште немаме потврда, се уште немаме, би рекол, kick-off, односно почеток на реализацијата на овој проект, но многу сме близко до носење одлука државата преку ЕСМ да го финансира и го реализира овој проект. Зошто е тоа за мене важно? И зошто е тоа важно не само за државата, туку и за регионот? Имајќи во предвид климатските промени, јас сум убеден дека во годините, децениите кои што следат, на регионот, а посебно на Македонија како држава, и се потребни нови 2 резервоари за вода. Бошков мост од оправдани причини не се изгради. Колку се тие оправдани, неоправдани, тоа е друга имаше тема. големи реакции со водните проблеми, се го следев на времето проблемот, не се Луково изгради. поле не се изгради. Единственото нешто кое што во моментот има потенцијал, а има и прилично голема издашност и добра хидрологија таа река Зборан Црна, е оваа каскада Чебрени галиште. Значи и Чебрени галиште ќе се Да, и Чебрени галиште со можност за реверзибилна да биде Чебрен. Тоа се уште се анализира како техничко решение од страна на луѓето кои што се вклучени во проектот. Тоа е прво, да обезбедиме иднината на државата со вода. Со вода. Нормално, таа вода може да се користи за повеќе намени. Втората намена за која што оваа вода најмногу се користи е за наводнување. Бидејќи под оваа каскада се наоѓа уште една хидроцентрала, таа е Тиквеш, и практично ние ќе имаме на една река 3 големи озбилни акумулации, кои што ќе го наводнуваат Тиквешко поле и целиот тој регион таму ќе го обезбедуваат со количини на вода за наводнување, бидејќи фармерскиот дел од луѓето одгледуваат праски кајси, прават вино од гројзе и така натаму и така натаму. Така што вториот приоритет за кој што ние мислиме дека е стратешки овој проект е токму тоа. Трето, кој што е не така помалку важно, е можноста да и туристички се развие тој регион таму. И дури потоа јас би зборувал за производство на електрична енергија, но повеќе јас овие резервоари ги гледам како своевидни батерии, односно акумулации кои што може да акумулираат и практично да го нивелираат пикот, односно конзумот, производството и потрошувачката на електричната енергија. Бидејќи се повеќе ќе имаме обновливи извори со солар и ветер, веројатно ова ќе биде за баланс кога ќе треба да во системот. Да. Ова е проект кој што носи додадена вредност во македонската економија.
Затоа што се финансира, нашата желба е да се финансира со средства надвор. Грејс периодот да биде еднаков на периодот на градба. И кога бил периодот на наградува се извинува? Па јас мислам од 8 до 10 години. Од 7 до 10 е вообичајно, добро, значи горната граница е 10 години. Да, од 8 до 10 години ценам дека би можело и се би можело да биде што се вели домашна компонента. Значи да има додадена вредност. Тука сакам малце да. Први, зошто да не одиме буџетско финансирање? Затоа што ако ги трнеме Бехтел и НК од сегашниот капитални расходи, остануваат од 650 милиона капитални расходи, останува 450 милиона. Зошто да годишно, ако рековме 10 години, милиарда и пол, тоа е со по 150 милиона евра капитални од буџетот. Зошто да не се оди буџетско финансирање? Што би било чисто, најчисто финансирање. И тоа е кредитно, нели ќе се задолжуваме за да го финансираме буџетот, но е буџетот и имаме контрол. Во дефицитот. Влегува во дефицитот, така. А ако одиме преку АДС-ма, нема да влезе во дефицитот. Ма пак гарантира, државата пак е исто, генерално. Не е исто. Многу е различно. Многу е различно. Ова е проект со висока стапка на поврат и со висока нетирана сегашна вредност. Има разлика. Второ, нашата амбиција е да бидеме крстосница на двата коридори, коридорот 8 и 10, со сета придружна инфраструктура. Не го заборавајте проектот за пругата која што треба да се изгради на коридорот 10 и западното крило на пругата од коридорот 8. Тоа се средства кои што за разлика од АДС-ама или јавното предпријатие за државни патишта многу тешко би можело Македонски железници инфраструктура или транспорт да ги финансира. И тогаш ние тие два проекта ќе мораме да ги изработиме преку Министерството за транспорт. Така, значи, и тогаш тоа ќе влезе во буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит. Така што во еден момент, во следниве 10 години, ќе се појават проекти во вредност од отприлика 10 милиарди евра. Дел приватна иницијатива, дел државна иницијатива. Мали воопшто капацитет Македонија за толку големи проекти, ќе се задржаме за Чебрени галишта, еве буџетски нема да го финансирате, туку ќе го финансирате со надворешно задолжување преку ЕСМ, односно ќе го финансира ЕСМ, но имавте средба со градежниците пред 10 дена во комората. Дали токму за Чебрени галишта зборувавте и дали ние имаме капацитет да го спроведеме, бидејќи од милиарда и пол, милиарда чисто ќе остане во државата, градежните работи, се што е пропратно останува, додека околу 500 милиона ќе треба машинскиот дел што ќе го набавиме некаде во странство. Први ме интересира дали имаме капацитет, што ви рекоа градежниците, дали имаме први знаење за да проектираме таква брана, да ја изведеме, 2 брани поточно, и дали имаме капацитет, машини воопшто и можност да го реализираме за да остане таа милиарда во домашниот систем. Да, токму така, благодарам на прашањето. Ние од увоз можеме да обезбедиме електромеханичка опрема, но истовремено нашата металопреработувачка индустрија, голем дел од таа електромеханичка опрема може да ја произведе тука. Така што вистинско проектно решение е кога ние ќе успееме да ги оптимираме сите овие трошоци и сите тие трошоци да ги направиме тука дома. Се разбира, не можеме 100%. Но колку повеќе ги направиме дома, толку е подобро. Еве, ние после многу долги години се изборивме автопатот Блаце-Скопје да огради македонска компанија Гранит. Проект 200 милиони евра. Се трудиме сите македонски компании да ги ангажираме било каде. На проектите во општините, на државните проекти и така натаму. И во име на тоа, јас веднаш по враќањето од Тиват одржав состанок со македонските градежни компании во рамките на Стопанската комора. Следниве денови ќе одржам исто таков состанок со градежниците кои што се дел од комората на Северозападна Македонија, Сојузот на стопански комори, да ги представам амбициите на државата и планот и да се погледнеме во очи и да знаеме што можеме дома да направиме, што е тоа што ќе мораме да го бараме надвор. Затоа што ние, ако влеземе во аранжман да се задолжиме, ние мораме што побрзо да го завршиме тој проект за да профитираме, односно да приходуваме и за да можеме да го враќаме долгото. Така што моментално не е толков капацитетот отприлика колку што е потребата и колку што е нашата амбиција, негде годишно просечно по 1 милиарда евра,
многу е помал капацитетот, но се договоривме да имаме раст од прилика на 25-30% на годишно ниво, што во одреден период ќе ни овозможи да дојдеме на половина од тоа што е нашата амбиција. Другата половина ќе мора да бараме градежни компании од надвор. Од машинскиот дел сега доаѓаме до прашањето што мене ме интересира. Договорено ли е, односно се има ли да не е договорено, не е почната проектот, но некоја провизорна идеја од кај ќе се набави, бидејќи јас малце истражував за да откријам кои се најголемите производители на машинска опрема. 500 милиона се сериозна сума. Испаѓа дека се Америка, Соединетите американски држави и Франција, они имаат заедничка соработка во производство на машински делови, има Австрија исто така е голем играч, Германија и Кина, мислам по обем, по квалитет не се смета дека е најдобриот играч во сето тоа, но не е и политички да речеме дека Кина не е најпожелниот партнер на земја членка НАТО и малце они имаат и други услови за изведување и економските услови се лоши, видовме со автопатот Кичево-Охрид. Прашањето е дали она задоволство од средбата со Макрон во Тиват, може би и со Мерц, произлегува токму за некаков договор од каде би се набавила машинската опрема, бидејќи 500 милиона се сериозна сумичка за било која држава да се влезат. Па, например, да земеме француска опрема, што би било малце и економско доближување со Франција, па тоа би се рефлектирало малку и на политичко поле. Видете, ако се гледаат така работите, може би има логика во ова што вие го кажувате сега, но јас не ги гледам така, мојата оптика е сосема поинаква. Таму ќе си има тендер прво кој што ќе го организираме заедно со потенцијалниот синдикат на заемодаватели, а тоа се, верувајте, реномирани компании. Во тој заем синдикат претпоставувам ќе има и банки кои што ќе доаѓаат и од Франција и од Германија, но и од други држави во светот, но и големи финансиски институции. Не би сакал сега поради дискрецијата и хигиената на постапката да кажувам за кој конкретно станува збор, но таков тип на калкулирање таму е невозможен. Добро. Бидејќи процедурата тие ја водат и така натаму и ние тука не би можеле да навлегуваме. Често пати во светот на политиката се создава перцепција дека во суштина се е интерес. И дека ако некој има интерес од тебе, тогаш тој ќе застане позади тебе и ќе те промовира и така натаму. Јас вака од прво лице ви кажувам, не е баш така. Добро. Тоа е претпоставувам во некои замислени полуформални разговори, кога некој вели јас имам информација, добро сум информиран, па знаете ова така се случи бидејќи му претходеше нешто слично како што вие го кажувате. Но тоа не е така, верувајте. Затоа ги рачистуваме работите, затоа да даваме јавност за да го рачистиме. Јас не сум политичар, јас сум новинар. Вие сте политичар. Такви работи не се невозможни, но не генерираат таков тип на резултат. Може би поблиско пријателство помеѓу двете земји, може би подиректна релација помеѓу двете земји, кога би имала поголема трговија, што е природно и нормално. Може би нас како малубројна земја, едно од најмалубројните во Европа, ќе ни се отвори голема врата и да влеземе во зеницата на поголемите европски играчи. Да, не велам не, но за економии кои што се големи со трилиони, договорот, би рекол, неколку стотици милиони, не може да представува некоја, не знам колкава корист. Да го завршам Чебрени галиште, рековте од 8 до 10 години би било. Кога очекувате да стартува, да се финализираат договорите? Рековте има позитивни сигнали. И кога би можело да очекуваме дека ќе стане реален проектот, за да знаеме кога би завршил, кога ќе го видиме конечно Чебрени галиште да заличкува на нешто, бидејќи ја 14 тендери ги памтам, мислам дека од 95-та имам истерано 8, 9, 10 тендера неуспешни. Кога ќе стартува, да речеме, конечно стартуваше Чебрени галиште и еве Горан Теменугов по 31 година, 32 години дочека да го види проектот да се реализира, а не да чекаат моите деца и да зборат уште за Чебрени галиште.
Да, тоа е деценијски проект, за жал. Токму така како што вие велите. Ако биде секако што треба, ние планираме на принципот на Yellow FIDIC да ја почнеме постапката. Очекувам првите контури посериозни да се појават во интервалот 2035-37. Добро. Океј, ќе дочекаме, се надевам. Тука ќе го завршиме Чебрен и Галиште. Доаѓаме до она што е многу важно, од што произлегува од подкастите како забелешки, како моменти што се случува. Ќе се реши со Чебрен и Галиште дел и од електричната енергија, но многу е актуелно во моментов дата центрите и исто така многу е енергетската независност на Македонија. За дата центрите гледаме повторно, имаме голема дебата, еве ја имаме интерна дебата со моето семејство кој што веднаш заради екологија се противат на сето тоа, но мора да имаме развој, мојот став е дека мора да имаме развој. Дата центрите, многу битно е нашиот IT сектор дали ќе може да ги користи, дали ќе имаме директен бенефит од тие дата центри, па да можеме и да развиеме некој затворен систем за вештачка интелигенција кој што само ние ќе го користиме, бидејќи светот оди да создава свој облаци, не е се са глобализација во овој момент, создаваат свои интерни облаци за вештачка интелигенција за да се заштитат безбедносно и за да бидат самостојни во случај да паднат големите светски или да бидат ограничени големите светски даватели на услуги на вештачка интелигенција. Дали ние ќе имаме некој договор кој што ќе ни гарантира добар од тие инвестиции, да имаме некој конкретен економски бенефит за нашиот IT сектор и за државата? Не може да немаме. И тоа не може да немаме мал и спор економски бенефит. Ако планот се реализира, односно да бидам попрецизен, ако дел од овие кои што се заинтересирани го направат тоа кај нас, еве да речеме Мариовскиот крај е добар крај за таков тип на инвестиции, тогаш нема како ние да не бидеме, би рекол, економски на многу повисоко ниво од ова што сме денес. Ке ми дадете малку поширок контекст да дадам. Еве во ред, јас забележувам дека поединци создаваат хистерија околу дата центрите. Да направиме на кратка анализа. Ако светот денеска зборува за вештачката интелигенција, а вештачка интелигенција без дата центри не е возможно. Не е возможно. А дата центрите работат на основа на електричната енергија. Тогаш тоа е еден затворен круг, еден процес кој што е неповратен. И тоа не зависи дали поединци ќе прават хистерија или нема да прават хистерија. Ако француската економија успеала да привлече на годишно ниво пред година-две околу 70 на милиарди на евра во оваков тип на инвестиции. Ако денеска растот на бруто домашниот производ на најголемата светска економија, Соединетите американски држави, се темели на дата центрите и на вештачката интелигенција, компанијата Palantir. Ако двоцифрениот раст на Ирска во 2025 година, посебно во првата половина, се темелеше токму на тоа извоз на услуги како резултат на овие дата центри. И ако тоа го препознава современиот свет, развиените земји, каде што екосвеста е, ќе признаете на многу повисоко ниво од колку е нас. Јас наистина не ја разбирам оваа хистерија, кои што поединци ја шират. Прво не ја разбираат состојбата, а второ ја шират. Дојдеме понатаму. Кој е бенефитот? Да бидеме прецизни. Ние не сме пазар кој што е атрактивен за тие кои што ќе градат дата центри, па сега македонскиот пазар ќе го дигитализираме или ќе користат граѓаните овдека вештачката интелигенција, па од тие услуги ние ќе профитираме. Не. Идејата е да го препознаеме, да препознаеме иднината, да го препознаеме значењето на иднината и на оваа технологија, да ја донесеме тука, да бидеме хаб и да извезуваме услуги. Затоа што тоа е чисто нето придобивка за нашиот бруто домашен производ. Многу е битно прашањето, придодиме на втората. Трета, уште ова, само да завршам, имајќи го предвид фертилитетот, имајќи ја предвид начинот на кој што се намалува бројот на родени деца, се помалку имаме склучени бракови и слично, ова не е labor demand, односно не е како да кажам трудоинтензивна област, а приходите се огромни.
Сега, пред да одиме на втората пауза и да влеземе во третата третина и да финишираме со подкастов, дали нашиот систем е доволно подготвен за вакви инвестиции да спроведе? Бидејќи утре ќе дојде треба градежна дозвола, локација, еколошки анализи, студии да се направат, да се најде локацијата, па процесот за се сложен во оваа држава да се направи, да се донесе. Дали ќе можат да влезат вакви големи компании со ваква технологија брзо да имплементират, бидејќи сите се борат за да ги донесат дата центрите во своите држави? Ама, видите, никој учен не се родил. Природно е дека ние сега го тренираме системот, сега го обучуваме, кога ќе почнеме ќе видиме кои се слабите, кои се силните страни. Ние ако не почнеме, ние нема да знаеме што е тоа што нас ни недостасува. Ние се обидуваме да црпиме искуства од држави кои што се понапред во овој процес од нас. Анализираме што е тоа кое што кај нив представувало тесно грло и се обидуваме сето тоа да го кај нас исправиме. Но доека не почнеме, доека не видиме на таква инвестиција, тогаш нема да знаеме каде се нашите добри, каде се нашите слаби страни. Така, добро, ќе видиме кога ќе почнеме. Време е за втората пауза и се враќаме да финишираме. Имаме многу за разговор, сега ќе одиме побрзо со прашања и одговори, но време е за втората пауза за нашите пријатели на подкастот. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус. Лимон. Кейкап. Ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со премиерот Христијан Мицкоски, зборувавме за Чебрени Галиште, очекува да се реализира конечно овој децениски проект, но да влеземе сега во да финишираме. Има обврски премиерот, па ќе мора да замине, не можеме да траеме саат и 5, саат и 15 минути колку што траеме, ќе бидеме малце пократки, но да не должам. Завршивме со дата центрите. Во оваа студио гостува и од IT секторот, но исто така разговаравме на пример со луѓе од медицинскиот канабис. Вие не го сакате тој бизнис, го поистовитувате со минатата влада, но има сериозни компании што работат и извезуваат и тоа исто така добар извозен потенцијал. Имаат една забелешка што се континуирано децениска, тоа е дека на пример IT секторот не е ангажиран доволно, но не од аспект да земат тендери, да заработува тука, бидејќи они
тежат околу милиарда и кусур 100 милиарда и кусур долари бизнис, од кои 700-800 милиона се за извоз, туку домашниот пазар им треба за референци. Учествуваат, например, да учествуваат за дигитализација на тој процес, на друг процес, и тие референци им помагаат што ќе ги стекнат дома за во странство да аплицираат, а исто така, например, медицинскиот канабис вика, нашиот домашен пазар не е развиен, иако ние извезуваме многу, но кога ќе дојдат кризи за да преживееме, немаме развиено домашен пазар, бидејќи има ограничувања. Кога како влада да ги релаксирате овие ограничувања за развивањето на домашниот пазар, за овие два сектора? Ве молам само да не негативно да гледаме на секторите, бидејќи има сериозни компании што работат законски, тие незаконските слободно може да ги гоните и треба да ги гоните и да изгубат лиценци, но зборуваме за развивање на домашниот пазар, например на овие две сектори, ама може да важи и за сите останати сектора. Да, еве ќе се обидам да бидам директен. Јас немам предрасуди за бизнисот со марихуаната. Медицинскиот канабис. Како што вие рековте, или медицинскиот канабис, како што вие рековте, има неколку компании кои што ги имаат сите стандарди, кои што извезуваат, контрибуираат во македонската економија и се е тоа поддржано од владата, институционалниот ризик го абсорбираме, кога ќе заглават со некоја процедура во рамките на институцијата, лично јас се обидувам да им помогнам и така натаму. Но не можеме да го исклучиме екзибиционизмот на претходната влада, резултат на тој екзибиционизам се десетици тони марихуана која што за жал дел заврши на црниот пазар. Така, што бидна со тој случај од 50 на тона што се најде? Не знам, тоа е обвинителството ќе го прашате. Јас тука не би можел да кажам. Ние како влада и МВР постапивме институциите таму каде што затекна количини кои што се недозволени ги конфискуваа, лиценците се одземени, така што тоа што е до владата е завршено. Случајот треба да си го доработи министерството. Така што јас немам предрасуди, напротив им помагам. И сето тоа е во рамките на можностите на оваа влада. Тие сепак се толку големи што претпоставувам други пазари ги интересираат, а не богати овај. пазари кај што имаат да не се задржуваме. Мене ме интересира да се релаксира домашниот пазар за IT секторот, например, и за медицинскиот канабис, значи зборам за чиста употреба од здравствени причини, да се направи нешто, бидејќи гледаме дека мора да се поттикнат и од дома да имаат некое сигурно јадро кај што ќе функционира. Апсолутно поддршка има IT секторот кај нас. И апсолутно кога ќе анализирате, ќе видите дека најголемиот дел од јавните набавки се токму македонски компании кои што ги добиваат. Мој личен себичен фокус е македонските компании да добиваат што е можно повеќе работа дома, токму поради тоа што вие го кажавте, за да имаат повеќе референции за да добиваат и надвор. Инаку преку 2 милиарди долари би требало да е турноверот, односно обртот во IT секторот, и огромна количина од тоа е извоз практично. Нас тоа ни треба и ние тоа го стимулираме. Така што повеќе стереотип кога се вели во Македонија не работат странци, ние работиме надвор. Не. Апсолутно јас лично како човек се што можам во рамките на законот ќе направам, македонските компании во Македонија да добиваат работа. Да, тоа е многу битен елемент, но исто така забележавме во јавноста се создаде многу негативна реакција, на пример кога не се направи анализа на млечните производи, па што беше негативното, не се објавува имињата на компаниите што го прекршиле законот, односно правилата на игра, па почнавме и оние што добро работат да се сомневаме што им даваме на нашите деца да пијат. Истиот случај, на пример, беше со одземање на лиценца, не беше објавено на финансиско друштво, одеднаш сите викаме, чекај, сите финансиски друштва, иако и таму работат според закон, на црна тоа листа кои се тие, па едноставно кога ги правите, излегувате во јавноста, на пример, создавате за бизнис климата некако дека цели сектори не се добри, дека работат на границите. Ќе донесете ли во рамките на владата правила кога ќе се фати некој дека цапнал во незаконското, веднаш да бидат објавени? Односно дека ги прекршиле, за да не ги доведуваме оние што работат сериозно, добро и според законот, да не ги доведуваме, да не ги поистоветуваме со овие што работат незаконски. Да, благодарам на прашањето. Јас ве разбирам и разбирам дека граѓаните можеби на момент имаат револт за одредени процедури, но сакам сега реално да ја анализираме работата. Прво, не станува збор за незаконско работење.
можеби не етичко. Некаде не, да, некаде и Односно, лиценцата. тоа кое што е, зборуваме сега за она акција кај млечните производи. Станува збор за неетичко работење и тоа ќе си има, предпоставувам, ефект врз репутацијата на тие компании и тие производители. Прашањето е зошто како влада ние се правиме сега, претходно не било направено. Тие наеднаш не го влошиле сега квалитетот или декларациите, тоа предпоставувам траело. Така што тој дел треба да го расчистиме за да биде на гледачите јасно. Второ, не можеме да бидеме преки суд. Ниту пак јавноста да биде преки суд. Секој има право на жалба. Не можеме ние секогаш се јавно да објавуваме, затоа што на крајот од денот, за да една состојба биде конечна, мора да помине и жалбениот период. Можеби компаниите ќе речат: извинете, ние бараме супер вештачење и така натаму, ова што го прави таа и таа институција, ние не веруваме, дајте да видиме со супер вештачење, па дали тоа ќе се потврди, нема да се потврди, па судски процеси и така натаму и така натаму. Лично, мислам дека треба да веруваме веќе во институциите. Јас не верувам дека ние имаме перфектни институции. Ја не верувам дека ние сме најпрекрасните и најчестните луѓе на светот. Но нашата цел и намера се честни. И затоа се трудиме да направиме систем подобар и овој систем таков, како што го наследивме, не се споредува со овој денеска. Денеска имаме систем кој што во рамките на своите можности функционира и открива еве вакви појави за кои што вие зборувавте. Но ја молам јавноста да биде трпелива, чекор по чекор ќе дојдеме и до онаа цел каде што сакаме да бидеме. Но мораме да не бидеме толку строги и веднаш да некого осудуваме, затоа што често пати јавниот суд не е и вистинската мерка која што треба некој да добие. Да финишираме Ја не ги знам компаниите, нити поимам Да, намера. се создава, еве, на пример, одземена лиценца на финансиско друштво и оде на сите финансиски друштва кои што има таму и финтек, сериозни компании, одеднаш ги осудуваме, кое е тоа? Беше одземена лиценцата од страна на Министерството за финансии. Од друга страна, фатени 7-8 компании со помала масленост, никаква масленост, па ставале палмино млеко и сето тоа не е објавено. Сега се сомневаме на сите испадна големите играчи, се одли квалитетни, но ние се сомневавме во тој момент и на сите компании се создава една јанза, што се вика народски кажано. Тоа и го зборувам. Мораме да внимаваме со јавниот суд. Мораме. Не, ова е само страф, не ги судиме, туку се плашиме. Ја разбирам, искуството од минатото можеби луѓето ги тера да бидат загрижени, да реагираат вака како што вие велите сега. Но има институции. Ние се грижиме и со тие институции ја водиме оваа држава. Да финишираме, законот за пушење, за заштита од пушење, се договоривте, влезено ќе стартува со сите страни. Што точно договоривте во кратки црти, дали се сите задоволни, бидејќи постои опасност ако премногу се стегне, на пример, можноста за контрола на тутунската индустрија, голем дел од тоа да отиде во нелегалниот пазар, во црниот пазар, како што се случи во Австрија. Мислам дека имаме оптимално решение така? И мислам дека се сите страни задоволни, што впрочем и тоа го кажа на таа пресконференција која што имавме во владата. Така што и од Хорека, на хотелите, рестораните и кафулињата, групацијата го поздравија, и од страна на дистрибутерите и производителите исто така го поздравија. Предпоставувам го следевте тој настан. Така што може би сега уште едно мало нивелирање во делот на цигар клубовите, какви што ги има секаде во светот, ќе се направат одредени мали амандмански интервенции и тука во принцип завршува целокупно. Ке има ли фискални големи последици ваквиот измени врз, бидејќи сепак тутунскиот бизнис е сериозно голем, дали може би ќе има одредени фискални последици, но имајќи предвид дека како држава сме можеби во првите 3 во Европа по бројот на корисници на тутун и тутунски производи,
а тоа директно влие врз здравјето и тоа е медицински докажано. Очекуваме по друга страна трошоците таму да се Само се проблем е намалат. да не премине во сивата зона кај што ќе не можеме да покриеме фискални последици, а повторно здравјето ќе ште. Битно е ќе- нетирањето на крај да е позитивно. Да, тоа е многу битно. Се надевам дека ќе го направите. Еве, привршуваме. Многу важно прашање. Се подготвуваат измени за вториот пензиски столб. Мислам дека законот се подготвува. Има една идеја, не знам дали се разработува. За жал не успеав да стигнам да ја направам тој подкаст околу вториот пензиски столб со представници од Министерството не е труд, туку за социјална политика. Една од идеите што се разгледува е кога ќе се пензионира човек што е со вториот столб првите години, односно колку што има во вториот столб заштеда, да му се исплаќа само од вториот столб пензијата и кога ќе се истроши вториот столб да премине на ПИОМ, со што ќе се даде на државниот ПИОМ простор за да диши малце, за да се стабилизира. Дали таа идеја се разгледува? Мислам дека е од Светска банка предложена. До каде е сето тоа? Лично мислам дека голем дел од корисниците на вториот столб нема да бидат задоволни од тоа што ќе го видат на своите сметки. Мислам дека очекувањата кај корисниците се многу поголеми. Убеден сум дека тогаш кога е правена оваа реформа имале добри намери, но за жал мислам дека сега нема да ги даде очекуваните резултати кога оваа реформа е правена. Жалам што од денешна перспектива и воопшто е влезено во правење на оваа реформа, имајќи преди дека голем дел од европските земји и членки на Европската унија имаат само еден столб. Ама и тој сите имаат проблеми, па сите го разгледуваат и можноста вториот. Не баш така, бидејќи сите што имаат само еден столб се во голема каша што се вика. А најдобриот столб е најдобриот пример Австралија е со двостолб. Сосема друг тип на држава и сосема друг тип на економија. Така, да не се споредуваме со економии кои што не се не приближно слични на нашата. Ние може да се споредуваме со словенечката, каде што има еден столб. Унгарската, полската и така на сега да не навлегувам во детали. Ние мораме да се споредуваме со нешто што е слично на нас. Ние не можеме се со Америка да се споредуваме. Ние имаме номинален БДП едва и дали 22 милиарди долари, тие имаат 32 трилиона. Ние кој ќе не каже некој во Америка. Добро, да, точно, ама американската економија 1500 пати поголема од нашата. И како држава се не знам колку стотици пати, 200 пати поголема од нас. Така што кога ќе се споредиме со и слични на нас држави, тогаш не знам дали очекуваните резултати ќе се добијат. Да бидам попрецизен, сигурен сум дека намерата била добра, но од денешна перспектива загрижен сум дека голем дел од корисниците нема да бидат задоволни. Чаре, што ќе правите? Имате идеја? Па размислуваме, но немаме нешто искатализирано, ќе видиме. Ќе видите. Остана една многу важна тема, немаме време, значи тоа е демографијата. Само последно прашање, ќе се увезува ли работна сила? Што ќе правиме? Економска категорија е демографијата. Минатиот подкаст беше директорот на Државниот завод за статистика. Бројките не ни одат во корист. Чисто економски гледане, што ќе правиме? Чисто како ќе се развиваме без луѓе, без работници? Апсолутно дека ќе дојде време, можеби не сега, но за некои 15, 20, 25 години комплетно да се смени демографската слика во Македонија. Јас ценам дека од денешна перспектива за 15, 20, 25 години можеби едно 150 до 250 илјади луѓе ќе не остасуваат во Македонија. Каде е проблемот? Тој е еден ланец. Ако има Европа проблем со демографијата, а има поголеми од нашиот, тогаш дел од нашиот потенцијал оди таму. Без разлика на понатамошниот нивен развој како личности, како луѓе и така натаму, но тие создаваат празен простор овде. За да може оваа економија да се развива, ќе мора некој да го пополни тоа. И логично е од трети земји, луѓе, работници да дојдат и да го пополнат тој празен простор кој што ќе го оставаат тие кои што ќе забинат во Западна Европа. Така што ако во Западна Европа демографската слика се подобри и влеземе во состојба на 2:1 фертилитет, 2,1 фертилитет, тогаш потентните млади луѓе ќе останат тука и ќе контрибуираат македонската економија. Но јас кога зборувам за семејство, кога зборувам за демографија, има одредени структури во општеството, јас го нарекувам талог на општеството, кои што ме исмејуваат, ме навредуваат,
пишуваат лошо за мене и така натаму. Но тоа е едноставно иднината. Ако вие денеска не размислувате што ќе биде за 50, 75, 100 години, вие не треба се занимавате со оваа работа. Барете си друга работа која што е ден за ден и терете. Ако веќе ја водите државата, ја водите владата, вие морате сите аспекти да ги анализирате неколку децении однапред. Ако сакате да бидете човек кој што ќе остави трага, ако сакате да бидете медиокритет во политиката, за жал имало многу кај нас, тогаш ќе се дојдеме до оваа ситуација. Ќе видиме како ќе биде војнината, се надевам дека ќе бидете запамтен како првиот премиер што Чебрени Галиште го почнал. Веројатно нема да како премиер да дочекате да го завршите, но ако го почнете, тоа ќе биде големо наследство, бидејќи ќе бидете после Тито првиот што ќе направи голем капацитет енергетски во Македонија. Во моментов сте се Тито, Бранко Црвенковски и Никола Груевски, само они имаат направено енергетски капацитети. Ако успеете Чебрени Галиште да го почнете, ќе бидете веднаш после Тито во енергетскиот сектор, но за тоа ќе видиме дали ќе успеете во наредниве години. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Благодарам на можноста, се надевам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите. Се надевам и јас. Се одјавувам тука со овој подкаст. Наредниот ќе биде за ребалансот на буџетот со министерката за финансии, како што најави веќе. Со нејзе ќе се ги разгледаме сите бројки што ќе бидат за до крајот на годината за оваа година и за нешто ќе зборуваме надвор од ребалансот, но за тоа потоа гледајте ни и наредната епизода. Секој е добро.